Почитувани, вчера дознавме за уште еден нов анекс со кој интериерно ќе се уреди Порта Македонија за нови 850.000 евра. Во време додека трае ребалансот, кога владата крати огромни средства од најранливите области, здравството и образованието, кога се задолжуваме речиси секојдневно, а сиромаштијата зафаќа се поголем број на семејства, власта отворено се фали со своето расипништво. Сакаме да ве подсетиме. Сите овие 4 дена додека се расправа за ребалансот и претениците од владеачкото мнозинство упорно тврдат дека е криза и дека треба да се штеди, владата потроши повеќе пари за реклами, фасади и споменици од парите кои со ребалансот ги крати, например, од здравството и образованието. На што владата ги троши парите во овие тешки времиња за граѓаните и економијата? На 3 жални врби во вредност од 250.000 евра, секоја од нив колкутросовен стан во Скопје. На најскапата ограда на мостот кај Holiday Inn од 2 милиони евра. На златни коњи, ангели и Прометеј во пелени за 2,4 милиони евра, 3 фонтани и плоштад во општина Центар за 5 милиони евра, воин, овој пат без конј, за 5,5 милиони евра. Агенцијата за електронски комуникации ќе правела аквапарк од 3 милиони евра, а дополнително склучи договор за рекламирање од 1 милион евра. Едноставно, на списокот му нема крај. Секојдневно дознаваме за нови и нови непродуктивни трошења, сомнителни анекси за непредвидени работи, некој пат и за непредвидени темели, како што беше случајот со барокната зграда на Водовод. Почитувани граѓани, целосна невистина е ставот на владата дека мораше да се крати од здравството и образованието бидејќи земјата е во криза. Вистина е дека мораше да се крати за да владата има уште пари за реклами, фасади и споменици. Само за периодот додека трае ребалансот во буџетот, власта ги потроши на луксузирање кратењата во здравството и образованието во износ од 20 на милиони евра. Ако само за кратко се откажеше од непродуктивните трошоци, немаше да има потреба во ребалансот да кратиме од здравствените услуги на пациентите и од условите во кои нашите деца се образуваат. Власта е спремна да се откаже од се, само не од незиното приватно купче со кое се луксузира јалово, надевајќи се дека ќе купи рейтинг.